Isključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ali ipak ostani rođeni. Ni Bog ni vino ne mogu baš sve. Uvek će biti onako kako je. Nekom će suze, nekom biseri. Vjeruj mi, rođeni. Leto, htjela sam letjeti. Leto, krila mi uzeli. Mogla sam voljeti. Leto, nisu me pustili. Добре, пристигнавме. Добро ми дојде. Хеликоптерот. Се мисля дали ќе пристигнеш. Ај да, инаку не си дама која што воопшто доснива и првпат ми... А јас понекогаш седам што треба нека биде. Јас на секој семафор што ме застануваше велев Марче ќе ме разбере што знае што збори. Зелено не фати никако? Не фатив, ама кога го пуштив. Добре. На овој клип кој што го видовме, не знам дали е 7 или 8 години, бевме заедно, се сеќаваш? Изборот за песна на Евровизија, кога ја праќавме Калиопи, можеби со Дона. Дона. Така беше? Да. Дона и реков дека ова е можеби една од... Во тој момент имав љубов кон тебе многу поголема од претходно, бидејќи не те ни познав. И во тој момент само реков, ова е жена која што ќе растори во иднина, и тоа се случува. Точно. Многу ми е драго што ја доживуваш на некој начин оваа музичка метаморфоза и ова твое еволуирање, а знаеш дека од ова студио многу приказни раскажавме јас и ти, и твоја еволуција која што може да се погледа некојаш и на нашиот YouTube канал. И официјално јас велам дека ова е едно твое ново откровение, некоја нова табула раса, бидејќи и покрај концертните настапи кои што ги имаш изминативе години, едно твое брилирање на сцена, ова е прво авторско дело за Ивона. Точно така, многу ми е криво што доцнам и што немаме многу време да си раскажеме, затоа што точно многу работи излегува од ова студио заедно со тебе и многу ми е драго што сум тука и баш ќе се чувствам како на каф овие 7 минути. Ма точно прво авторско дело во новиот живот, ја велам имам 2 животи. Ми даде шанса некој тука за втор живот, односно за втор живот. Кога ќе кажам втор живот, мислам на момент дека многу полесно можам да дишам, тоест можам да дишам. Така што многу ми е драго што ова се случува сега. Слушам дека го овековечи моментот, така? Да. Еве сме тука овековечени буквално. Ако те прашам, можеби сега имаш, знам дека медиумска турнеја, знам дека следна седмица си низ Србија и така натаму веќе закажан интервју. И знам дека првото прашање ќе многу мина ќе биде што е метафората на буквално. Има, предпоставам дека твоето јадро на нешто си има зошто го донесе, да речам, тој текст или прво авторство? Не сум јас автор на текстот, но јас сум автор на приказната, односно јас раскажав се што требаше да се раскаже за да се напише буквално. Така што буквално како буквално збор нема некое директно значење, но во буквално е сместено, јас секогаш велам сите моите доважи. Веруј, мир, дека доаѓа, дека треба да веруваме, дека треба да сме искрени, дека треба да пуштиме работи за да може да ни дојдат. Така што во буквално во зборот се содржи целата поента и тоа убаво јадро. Иначе многу убав видеоспот може да го гледаме во една убава коцка додека Ивона збори. Некаде прочитав за Иван Вукајловиќ, така? Вукајловиќ. Дека е прилично добро познат во српската музичка продукција, меѓутоа и кај нас. И некојаш беве од тебе и од други твои колеги и пријатели дознам и за таа сцена и за таа продукција голема. Така се најдовте од претходно можеби на Звездите на Грант или како испадна да колаборирате? Не, јас кликнав со Немања Антонич кој што е автор на целото мое дело. Тој го најде кога јас се запознав со Немања точно пред година дена од самата промоција. Кажавме дека ќе се отвориме за автори кои што пишуваат текстови, кои што нема да содржат, нели, некој текст кој што не би сакала да го испеам.
И на крајот од денот Иван тука се вклопи во целата приказна, го запознав преку Немања, но остваривме одличен контакт и фала му на универзумот на Бога што ме спои со такви прекрасни луѓе. Прекрасен е, еве го видеото, може да го забележиме во моментот. Убави протагонисти, кои што ја опишуваат оваа биографска приказна на Ивона Јо. Точно. Ова се моите 5 емоции, без тага, самокритичност, его, сите ги вметнавме, сите ги така ги изградивме. Да, јас сум го пишав сценариото заедно со мојот пријател Мартин, затоа што сакав да оставам некој мој белег. Не сакав да дозволам. Логистика и менаџирање се. Ја мислам да можев и студиото да си го завршим и да си испровоцирам. Толку сум многу овертинкер, но внимавај што помислуваш и тоа ќе се случи овој. Знаеш како познавајќи те долги години си лесно адаптибилна дама и мислам дека слушнав вкусот дека и сите овие продуцентски имиња со кои што веќе соработуваш велат дека си една од можеби најлесните соработки кои што ги имале, тоа било со Ивона Јо. Затоа што јас почитувам туѓа работа и знам дека Немања со 10 години искуство не може да ме посоветува лошо. Не велам дека нема манипулации, не велам дека нема не конкретно во овој проект, него општо во животот, но јас решив да верувам конкретно за овој проект, решив да верувам затоа што знам дека се случува за моје добро и така на крајот испадна. И затоа Немања ми се заблагодари. Затоа што верував. Прекрасно. Може ли еден квиз? Скусено ни е времето, ама кратко во овие минути и нешто колку ни останува време. Квизов е да погодиш одназад, reverse. Добра. За која песна станува збор. Реализаторот Липчо ќе ми каже за која песна, за да знам од прилика, бидејќи мене ќе ми биде тешко да ги погодам. Само знам у монтажи ми реков правете ги овие песни. Така што ќе одиме со првата и погодувај. Океј. Ова е Леди Гага. Bad Romance. Браво. Добро, прво погодено. Добро. Па ма поз... Не видов. Само музика. Одиме со следна. Ова Ивона да не е. Ивона да не е случајно, со буквално. Значи, одиме со следната. I'm so waiting. Hello, Beyoncé. Beyoncé, браво. Одиме со следна. Чекаме. Ова е Јанева? Некако Јанева звучи. А направи позна. Уитни Хјустон. Да. Каква пофалба за Јанева, како на Јанева во еден момент. И мислам дека имаме уште една македонска која најдете, ако ја најдете... Се убав е во свет да не ја стави. Чекај да видиме како ја лоцираат. Ако не, тогаш во следна прилика. Ајде во следна прилика. Добро. Ти благодарам што дојде на овие прекрасни финални минути во 30-ката на Телма. Нека живее буквално. Многу бо да си поминеш турнеја која што ти следува. Само да прашам, настап имаш ли тоа? Имам полна агенда. Куп? Полна агенда да се полни, после песнава се полни, тоа ми беше и целта и... Знаеш што, има многу животни предизвици кои што можеби ќе те облечат од патот, ама немој да престанеш да создаваш. Ова ми требаше да го слушнам, затоа што тешко е. Да. Не едноставно, фала ти. Фала ти од срце. Ве бакнуваме со Ивона Јо, се гледаме утре во 6:55. Чао Македонија.